Во организација на граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има, вчера попладне во Гостивар се одржа мирен протест против дигитализација на учебниците. Говорниците пред присутните подвлекоа дека Министерството за образование не ја објаснило новата концепција во јавноста и дека хартиените учебници мора да останат основно средство од кое учениците ќе учат. Во однос на дигитализацијата не направија дека сме со заостанати размислувања и додека Советот се стреми кон дигитализација, ние спречуваме голема срамота за кое што највисоките функционери на државата не направија дека ние се уште сме заостанати и не знаеме ништо од дигитализацијата. Погрешно не сватија. Ние не велиме дека нема да има дигитализација, но без отфрлање на хартиените учебници, кои ќе останат примарно средство за учењето на децата. Зошто? Ракописот е нешто што секој човек го вежба целиот живот и целиот живот го усовршува и никогаш не е усовршен. На протестот во Гостивар беа презентирани и анализи од стручни лица, психолог и офталмолог, за штетноста од прекумерното користење на електронските уреди врз психата, социјализацијата и здравието на очите кај децата. И во Тетово родители излегоа да изразат револт од најавените реформи во образованието, кои опфаќаат дигитализација на учебниците. Јас имам две деца, тие сега у средна школа треба да видат и ќерка ми беше одлична, а кога почна со ова онлайн е катастрофа. И вика, мамо, јас не можам да учам онлайн. Никако не можам, ова не е како треба. И да не зборуваме учебниците да бидат онлайн, тоа е катастрофа. Не можам ниту да замислам, камоли да работат тук така деца. Па мислиме дека не е во ред, сепак учебниците треба да останат и учениците да имаат настава. Се што се брише без учебник не е добро за воспитување на идните генерации. Сепак книгата остава трага. Сме учили од книгите, мислам дека идните генерации треба да учат од книгата. Иницијативата Учебници и настава мора да има пара преку референдум да се одлучува за законските измени во образованието. Од Министерството за образование пак излегоа со став дека е апсурдно на референдум да се блокира напредокот и дигитализацијата, со која, како што наведуваат, се осовременува образованието. Новиот закон ќе ги донесе европските практики во нашите училишта, а придобивките од него етапно ќе стануваат достапни за учениците од различни одделенија во следните 5 до 6 години. Во меѓувреме, до усвојување на законот, секој има можност за учество во негово подобрување преку конструктивни сугестии и забелешки, нагласија од МОН.